Кога пред една година Саша Ордановски ја безицираше, ја оформи и ја именува рубриката Бизнисот не спие, беше предвестник, веројатно нестрекно или срекно, на реалната состојба. Разликата е само во тоа што бизнисмените не спијат. Еден од нив е и денешниот гостин, Горан Рафајловски, доктор Горан Рафајловски, финансиски консултант, познат на јавноста со острите анализи. И се разбира, нема да разговараме за обемноста на буџетот, зашто тоа ќе ни треба најмалце едно 3 часа. Само една карактеристика за вовет. 3,45 милиарди евра е буџетот. 8,3% е повеќе од износот предвиден со вториот ребаланс на буџетот 2020 година. Расходната страна е планирана на 4 милиарди евра и повторно ќе имаме сериозен буџетски дефицит над 8,5%. Знам дека ќе помислите, па ние мала Македонија што да правиме кога кон тоа одат и големите сили. Рафајловски, каква е реалната состојба со оглед на тоа дека имате права слика преку комуникацијата со компаниите и што ги водите и на кои сте им консултанти и на интересот на компаниите за тестирање на овој сет на владини мерки? Добар ден, ви благодарам за поканата. Вака чудно време, па со маска јас седам за да бидам по општествените протоколи. Да, ви благодарам, да. Пред се би сакал да им честитам за она трошка среќа и те огромна среќа на македонската фудбалска репрезентација. И јас бидејќи кога имам ваква можност, стварно сакам да им честитам за онаа трошка среќа и очекувам и другите спортисти да ни донесат исто таква, бидејќи тоа е една од ретки можности каде што целата нација е сплотена. Да престанеме тука, зашто фатални се честитки. Тоа му се случи на Груевски со кошаркарската репрезентација, па си замина од тогаш. Видите да ви кажам, кој ќе си замини и ќе си дојде, јас немам против. Ако честитките водат кон заминување, јас не можам да го одлучам. Тоа народот го одлучува, но добро, бев злочест малце, но амбиентот заминувањето е реална работа. Кога ќе дојдете на одредена функција, вие сте листопадно. Значи дрво едноставно доаѓа, есента мора заминете, пораѓа и пролет и лето и така натаму. Тоа е сосема нормална позиција. Нема лошо ништо во тоа. Добро е кога заминуваат, не да Боже кога остануваат. Значи, основната работа на бизнисот, значи или на бизнис заедницата не е преголемиот буџет, значи тоа и не е преголемиот долг што ќе се направи. Само јас не гледам концепција во буџетот. И повеќе пати беа повикани и представниците на владата да направиме концепција пред да го направат буџетот. Повторно го направија сами и не им е прв пат. Значи ова се случува низ од години. Не можам да кажам дека сега ова некоја новина, воопшто не е новина. Бидејќи во концепцијата на буџетот ние имаме, да речеме, 3 основни работи каде што треба да внимаваме. Јасно е дека оваа криза ќе ги задолжи идните генерации. Посакувам од срце да почне вакцинацијата во текот на наредната година и да заврши до мај месец, за да светот барем малку се ослободи или до јуни-јули, зарем малку се ослободи во втората половина и да почне некако да функционира. Падови имаат сериозни економии, како Германија. За Македонија не сакам ни да правам муабет, бидејќи не е сериозно да го предвидуваме падот. Падот ќе оди и ќе биде голем, бидејќи нашето стопанство и онака веќе беше оштетено од долгогодишните политички кризи и политички немири. Но тука и само еден момент. Тука има една јасна кумулација на волја. Буџетот е скроен заради совладување на здравствените и епидемиолошките состојби и ковид епидемијата. Тоа уште значи дека ние сме во фаза на реална голема потрошувачка. Прашањето е сега од каде ќе најдеме средства за сепак вака прилично набабрен буџет. Луѓе, треба да позајмиме. Јас и кога почна кризата, кога сите ме критикуваа, првев со 2 милиарди дека треба да се ангажираат и поземат, а да ги трошиме по редот на нештата колку ни требаат. Да ги направевме тогаш, ќе имавме средства, од кои што сега ќе имавме помирна сезона, помирна зима, помирна пролет. Не го направивме, сега ќе го направиме, мораме да го направиме повторно. Дали ќе биде тоа од домашните банки, дали тоа ќе биде од странските банки, совршено е небитно. Вие морате да ја направите државата да функционира. Но, расходите во државата се многу важна работа
И за бизнисот исто така мора да разбере дека одредени бизниси се гледа дека нема да продолжат на она равниште никога ќе помине кризата. Така да одредени бизниси едноставно дали се микро и мали и така натаму, секому е тешко, но ќе има пропаѓање. И тоа мора да го разбере и бизнис заедницата дека ќе има пропаѓање. И државата не може да вложува во бизнисите во кои што не гледа иднина и напредок. Се покажа дека оваа криза, прехраната или прехранбената индустрија, заедно со земјоделието, мора многу да се внимава. Фармацијата, ма не оваа трговската фармација, производство на лекови, производство на вакцини. Зошто не се нафати една од нашите големи компании да почне инвестиција за производство на вакцини? Ќе кажат многу е скапо. Па ако треба и државата ќе им помогне, бидејќи се гледа дека вакцините под франшиза или така натаму ќе одат уште многу долго. Уште многу долго. А за разлика од тоа трудоинтензивните дејности, сега ќе ми се налутат, ќе кажат многу вработени се, ама нема да успеат. Значи вие уште долго време имате порачки на текстил, текстилна роба, да нахате за опрема, можеби и така натаму, но нема да имате друга. Значи мора да имаме преструктурирање и да видиме каде ќе оди стопанството. И оваа анализа, ако не се направи веднаш, значи, ако не се направи одма и не се потруди да се направи одма, ние ќе имаме сериозен проблем на потрошени пари, а сигурно невратени пари. Сигурно невратени, бидејќи бизнисот нема да ги продуцира. Не можете вие да продуцирате нешто што одите надоле. Значи, дали во кои услуги да се инвестира. Сега покажа кризата каде треба. Да се инвестира во кои производства. Значи, го гледаме трендот. Значи, ги гледаме трендовите и ќе видиме што ќе оди во заздравување, што нема да оди во заздравување. Како да се направи балансот меѓу потребата да не се набабри социјалната помош за големиот број невработени и за одржливост колку толку функционална на дел од работните места во одредени дејности кои можеби имаат потреба да се и можности да се трансформираат. Значи, од почеток зборувам. Банките не влегоа рамноправно со нас во кризата. И банките се приватни компании кои само со тоа што се заштитени со многу пострашна и поголема регулатива, за нив страшно во моментот кога ја прават, ама многу подобра од нивото на пропаѓање и заштита на пропаѓање. Значи, банките не влегоа со полно срце со бизнис заедницата во криза. Ќе им се одрази. Они ќе бидат последни во редот, ама ќе им се одрази сериозно. Значи, да влезеа со нас, да пресметаа, да не ни објаснуваа срамота вие 30 години да имате фирма, да не сте тргнале капитална страна. Во модерна економија да штедите пари, мора нешто да ви фали, вие треба да ги трошите парите. Кога ќе се смени таа економија, тогаш ќе зборуваме. Убаво кажувам дека имаме банкарски систем од пред 100 години. Бидејќи тој е најлесен и наједноставен за функционирање и работење. Од таа причина. Исто така, администрацијата мора да се скрати. Доста се лажеме на секој избори дека ќе ја скратиме. Скратите ги трошоците сериозно. Тој им го порачува бизнис заедницата. Добите ефикасна администрација. Скратете ги сериозно. Обештетете ги луѓето. Обештетете ги со 3 годишни плати поевтино е, отколку да ги држите на товар цело време. Дајте им можност да размислуваат. Дајте им можност, направите стратегија да кажете Македонија ќе биде преработувачка индустрија за прехранбени производи. Секој што ќе го направи тоа, ќе му дадеме толку и толку средства, толку и вакво, со добар план, со се. Ќе бидам само малка груп. Некои естрадни звезди од овие југословенски простори вели нема више пеење, одам да садам компири или купил брод ке лови. Јас имав соговорник и го прашав колку имаме ние неискористено бонитетно земјоделско земјиште. Знаете колку е? 180.000 хектари. Знам. Ние 30% дали одгледуваме? 180.000 хектари. Така. 3 хектари да има, тоа е 40.000 вработувања. 40.000. Ако за тоа имаш концепт, а за тоа треба концепт година, дена, 2. Дали е тоа сега прашање на амортизација на невработеност, тоа е друго прашање. Додатната вредност висока е у големите индустрии. Но она што веројатно загрижува од тоа што го велите, ако нема производство, ако нема промет,
Буџетот не може да се планира со такви приходи како што ги имаме. Најреално. Значи, колку собравме минатата година од буџет? Зашто мислат дека ќе соберат повеќе? Не е реално, нема од каде. 20% е помалку од што е планирано на буџетските потрошки. И ќе биде егалите колку што и значи оваа година. Значи потполно исто ќе биде идната година. Од каде е проекцијата дека ќе ги направат повеќе пари? Со моменталната продажба на неколку компании. Значи од каде знаат дека тие компании ќе имаат вредност кога ќе ги продаат, или тие што ќе сакаат да ги купат компаниите ќе барат да им се плати за да продолжат да работат? Бидејќи ја знаеме состојбата на компаниите што веќе се најавуваат за продажба. Господин Рафаиловски, сите надежени се, и тоа често го употребуваме, New Deal. И кога ќе кажеме New Deal, капитални инвестиции. Кога ќе кажеме капитални инвестиции, гасовод, патишта и така натаму. И да го правиме тоа. Има ли кој да го прави? Значи, ние Ако има можности за такви инвестиции од 200 милиони како што најавува владата и така натаму, и при тоа морам да кажам дека имаат право бугарите кои не викаат срамота, после 30 години еден пат 30 километри не направите до границата со Бугарија. И они, така да тука сме. Да, добро. И они. Тука сме негде. Значи, не се баш некој сериозен пример. Они имаат една смешка како 30 години го прават патот до Варна од Софија, значи 30 години автопатот и вика тој автопат на кој што не може да заспиете, постојано има дупки, удари, од тунели ви паѓаат. Значи не, мислам никаков репер не се за дискусија. Значи во Македонија за жал. Ние немаме капацитет повеќе од 100 до 150 милиона наши работници да градат инфраструктурни проекти. Другото треба да ги викнеме од страна, дое некој друг да гради, нели? Како се вели тоа? Значи треба да ги собереме тие луѓе. Бидејќи ние немаме капацитет за повеќе, ние треба таму и да се проектираме. Да не се лажеме сами себе дека 400 милиона ќе направиме капитална инвестиција. Тоа е лажење на сами себе, мачкање на очи. Да, капитална инвестиција, ако решиме, ќе го поправиме целиот софтвер во Република Македонија. Стварно ќе направиме анализа колку се должни општините и јавните претпријатија, па во секое време во банка ќе има бидејќи свеќе ни е поврзано. Нема да имаме паѓање на системите која имаме данок, прибирање и така натаму, бидејќи ќе се инвестира сериозно во тоа. Да, ќе направиме сериозни болници, бидејќи гледаме дека градиме се и се што и по нешто сега, бидејќи ние, како и секоја година, не сме спремни за снегот. Овој пат, за жал и цела Европа испада неспремна за снегот, па и ние, кога не се подготвивме во текот на летото, каков ќе биде ударот на оваа пандемија. Ајде доста рецензираме. Ајде, што велите вие и дел од вашите клиенти, што е неопходно како приоритет, а владата не го земава предвид? Пари. Значи пари, средства, отворени средства и проекти. Па сега тука има една нелогичност. 400 милиона се истураат пари од државниот буџет, што сите ние го алиментираме за специфично сондирање или елиминирање на социјалните државата да даде пари. Кој? Значи парите да ги најдат Па сега од една страна викате банките се лихвари, не даваат пари, не учествуваат. Не викам дека се лихвари, туку дека работат по стар систем на банкарство. Хипотека, обезбедување, 3 обезбедувања, па кредит. Ниедна не тргна на идеја, на бизнис план и така натаму да направи инвестиции. Значи ниедна не тргна. И тоа е големата вистина. Ниедна не тргна било како фјучерс да ви помогне, имате ненаплатено побарување од сериозна фирма и наместо да ги чекате парите 180 дена колку сте договорени, да ви ги даде со одреден дискаунт процент и вие да работите со тие пари. Ништо тоа немаме, луѓе. Ние немаме реално банкарство. Ние како на пазар, од целиот пазар само компири да продаваме, за варење и печење, толку имаме од банкарство. Каде е патлижан, каде е пиперка, каде е другите производи. А да не правиме обид за стартап компании, ниту стартап компании, ниту нови информатички технологии, идеи, ниту подражување. Немаме многу работа. Ако е многу работа, што и престои, а вратот е веќе вокал на владата за да се одржи во оваа ситуација.
И на крајот на крајшта да бидеме малку по самокритични. Македонија е мала држава, таа не може да избега од глобалните процеси и веројатно не може и не смееме да бидеме надвор од глобалните системи. Значи, во ниту еден момент не мислам дека е владата крива комплетно што на бизнисот не моди. Владата не ја донесе ковид кризата? Таа е светска. Значи, владата не треба да се, значи јас кај владата имам друго, значи сосема друга замерка. Директно мешање во бизнис. Директно правење постојано низ 30 години на фантом компании кои со владата стануваат огромни, па после тоа се гасат. Непродолжување на низата на бизнисот. Значи, тоа е сериозно. Владата треба да се занимава со образование и да го поправи она што се растури низ изминативе 30 години, сега имаме растурено образование. Владата треба да се занимава со инфраструктура онолку колку што може бизнисот да ја понуди. Не може и она да измисли 1 милиарда да инвестира и да сака, не може. Како ќе ги инвестира? Значи, тоа треба да се занимава, владата треба да се занимава да застане за нови стартап бизниси и идеи за стартап бизниси и да го подбутне банкарството малку да биде стварно партнер. Значи, заедно со Народна банка да се направи стратегија да биде партнер на стопанството. Значи, нема трагедија во тоа. И на крајот, значи, и да не ни се случи, например, како ова со Евростандард банка, во сред криза да имаме пропаѓање на банка. Во сред криза. Тоа е прилично веродостојна слика за македонската завршена транзиција, условно да кажам. Апропо на тоа, погледнете, јас се чудам како е возможно да бидат дадени 1 милион, 2 милиона, 3 милиона кредитни линии за 5-6 фирми, како што вие велите, фантомски, никој не враќа и никој не прашува кај се овие фирми што не враќаат после 3 месеци. Јас да не вратам на банката 3 месеци ануитет, веднаш сум пред извршител. Се сеќавате, сега ќе ве вратам деновиве пред години, луѓето сакаат да заборават дека Тајван ни вети 1 милиарда за признавање и он стварно не исплати 750 милиона. Виде некој кај се 750 милиона? И таму кај што мислиме дека се не се оплодени. Значи, нешто не се оплодени, упропастени се. То се земени, значи, стварно има документи дека 750 милиона се исплатени. Некој ги виде 750 милиона, видовме 300 трактори. Еве, нека видат и 50 милиона тракторите. И што добивме од тоа? И 15 новинари што ги однесоа и им дадоа по еден лаптоп. Горан Рафаеловски, со него стално имате можности од анализа и критика и се разбира, јас можам да се дозволам луксус да ви ветам дека повторно ќе биде тука, зашто има уште многу да разговараме, а доправо почнува буџетската година од 1 јануари. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Ви благодарам и вас на поканата.